Секојаш кога сакам да кажам нешто паметно, многу тешко ми оди. Ова сум многу искрен. И затоа ќе ми простите, затоа што сепак ќе бев атомски физичар да бев многу паметен. Немаше да јадам говна на Фејсбук. И тоа треба некојаш искрено да се каже. Работите онакви какви што реално се. Но, имам некоја публика, имам следачи, си дозволувам од време на време да го кажам моето мислење, понекојаш гледам да не биде глупо да давам некој иоле рационален, објективен коментар за оно што се случува. Иран е земја суверена, која што со никого со ништо не предизвика да биде нападната, да биде агресирана. Ова е првото нешто што е во согласност, што треба да биде во согласност со секој, како да кажам, со секој критериум за пристојност кај човекот. Народната. Не те рчкам, не ме рчкаш. Оно што не те закача, не го напаѓаш, не го агресираш. Основно правило, тоа е пристојност. Тоа правило важеше до скоро, до пред некоја деценија, ги регулираше светските меѓудржавни односи, интернационални односи во светот. После она прва страотна и уште постраотна Втора светска војна. Светот као на момент да се свести, рече дај, сега ќе формираме Обединети нации, ќе има тамо закони, повелби и ќе се држиме до тие закони, повелби, договори, меморандуми, за на светот повторно да му се случи онаква катастрофа каква што му се случи 1914 и потоа 1939 година. Но, рака на срце, очигледно светот заборави на тие завети, заклетви што ги даде, која заврши Втората светска војна, која ги формираше Обединетите нации. Овој свет веќе не е тој свет. Овој свет, во кој што живееме денес, е крајно непредвидлив, опасно непредвидлив, и би рекол свет кој што полека, но сигурно се движи кон својата цивилизацијска пропаст, би рекол. Да разговарате со било кој возрасен, ќе кажам, дипломат, кој што работел во дипломатија пред 30-40 години, ќе ви каже дека ова што се случува денес во светот никогаш не било претходно. Толку лесно, на своја рака, одредени лидери да си дозволат да ги заобиколат сите меѓународни правила, договори, закони, повелби и на своја рака да тргнат да агресираат било која земја сакаат, што ќе ја изберат како жртва, само за да остварат некои интереси кои што ги нарекуваат национални интереси, а во сушност се интереси на одредена моќна елита, на луѓе, на одреден, ајде наречете го со стариот израз, познат израз, воено-индустријски комплекс, кој што од секогаш представувал содейство на војската, армијата, Конгресот, се мисли на Америчкиот конгрес, и оние изведувачи или големи корпорации, кои што имаат најголема корист од сите овие војни, безсмислени, безпредметни, кои што ги презимаат одредени држави врз други суверени држави, кои што со ништо никого не испровоцираат. Нема сега да ви зборувам за историја, за тоа како беше
изрежиран поводот за нападот на Ирак и да се растури таа држава, за наводното поседување на дека Садам Хусеин наводно поседувал фабрики за производство на оружје за масовно уништување, се покаже дека е тоа тотална безсмислица, лага, дезинформација која што беше смислена само со цел да стане повод да се организира една војна кампања против Ирак, во која што една суверена држава беше уништена во корен и чиј лидер, водач на државата, беше брутално осуден на смрт и обесен брзо потезно. Не се, тука влегува и потоа Либија. Знаете што се случуваше во Либија. Знаете дека следна на Сирија една тотално растурена држава и се веројатно дојде на ретиран. Но сакав уште малку збор-два да кажам за овие работи. Луѓето од политиката можат. Тоа е нивно право. Секој одговара за своите постапки, возрастни сме. Можат да ги поддржат агресорите на Иран. Лична одлука. Но пак ќе ви кажам, многу е опасна таквата практика, затоа што се коси со базата, оној систем или критериум за пристојност кај секој човек. Етичките и моралните кодекси во секој човек. Дека човек, друг или држава не агресираш, не напаѓаш, ако човекот или државата не ти направиле ништо во животот. Зошто тојаш би го агресирал? Основно чувство за пристојност. А да не збориме дека моите генерации учеа во еден таков образовен систем, кај што многу добро професорите ни предаваа за овие работи. Дека секогаш треба да бидеме на страната на суверените, на посебните, на оние кои што сакаат да си го зачуваат своето, без при тоа да атакуваат на туѓото. Затоа кај моите генерации, кај мојата генерација, нешто малце помлади, нешто малце постари, ова што им го зборувам им е многу јасно. Затоа ние инстинктивно органично не можеме да поддржиме едни вакви состојби во светот. Кај што од позиција на моќ се стружуваат неколку држави и како шакали напаѓаат на една жртва која што е оставена да се брани самата себе. За нашето чувство на пристојност, на мојата и слична до мене генерациите, е ова неприфатливо. Не се работи тука дали е некој ваков фил, онаков фил, не знам каков фил. Се работи за чувството за пристојност и за чувството за правдина, а тоа нешто не се учи. Тоест, треба да се поседува, а образовниот систем треба да го поттикнува и да го расте во текот на образовниот процес, во текот на растењето. Затоа ние никогаш нема да се разбереме. Затоа ќе има луѓе кои што секогаш ќе бидат на страната на послабиот и кои што секогаш ќе осудат било кој чин на агресија врз земја која што со ништо не поттикнала да биде агресирана. Точка. Тука завршува мојавето. Нема тука паламудење, бембере
интересите, кур се тресе, ова, нема. Ако го поддржуваш злото, ако го поддржуваш агресорот поправо, стануваш агресор, на негова страна си. Океј. Тоа е во моментот можеби нечи државен интерес. Ама да знаете, за тоа, за таквиот став и за тоа се плаќа цена. Секогаш. Секогаш. Мислите утре на тие што сте ги поддржале во една таква агресија ќе ви текне на вас, ќе им текне на вас кога ќе ви биде тешко? А? Мислите им текнало на вас кога ви било тешко? Мислите направиле нешто за вас кога ви било најтешко? А? Или се тоа што направиле било од призма пак на нивни некои интереси? Регионални, локални, појма нема. Anyway, било какви. Јас никојаш не сум бил за војни, за агресии, за такви работи. Ви кажав зошто. Затоа што ние сме така воспитувани. И од дома и нашиот образовен систем, кога ние созревавме, нашиот образовен систем така не учеше. Да си го браниме своето, да не го даваме, а туѓото да не го сакаме. Овој свет денес, главните играчи го сакаат туѓото. Покрај тоа што ги имаат своето. Сакаат се. Мислите дека ако поддржувате вакви агресори, утре нема да им дојдете на менито? За вечер или за ручек? А? Така не размислуваат мудри луѓе. Агресорот е агресор, треба да го посматраш само како агресор. И да го имаш упредив тоа дека утре ти можеш да станеш неговиот, пошто сме ние мали неговата ужинка, ќе кажам, маренда. Нема да кажам главен ручек вечера. За главен ручек еве вака ќе нападнат некој како Иран, како ова, како она. Ситење на нечија несреќа. Убаво им прават на иранците. Шо им прават убаво, бе? Што е убаво у тоа? Да нападнеш држава што со ништо не те спровоцирала, да им погодиш училиште у кое што загинале 40 девојчиња и не знам колку стотици се ранети. Што е тоа браво? Што е браво она на Газа што се прави со децении, поготоа последните 2 години, 3? Што е за браво тука? Каде е тоа основно чувство на пристојност да проработи? Шо зборам јаве? Кого бранам јаве? На чија страна се ставам јаве? Дали сум ја нормален? Дали ја нормално размислувам? Просто е неверојатно како можеме да се било кој човек да се стави на страната на оној кој што го турка светот во хаос и во неопишлива трагедија. Цивилизацијска трагедија. Ова не можеше да се случи пред 50 години. Не можеше, едноставно. Имаше доволно одговорни луѓе, големи авторитети на чело на светските држави, кои што можеа да си маваат шлаканици преку прокси сојузници, сатрапски држави, некаде тамо некоја локална војна се води, да се умеша, да си ги измерат таклабасите на кратко на маса, чи на кого му е поголем ќе се повлеча на страна. Толку вакви судири
од ваков маштаб, од ваков профил, од ваков формат, беа незамисливи. Денес, сега, пред неколку сати, она што го почнаа како епски гнев за да се турне владата на суверена држава, што народот си ја сака, доведе пред неколку сати до почеток на регионална војна. Страот на регионална војна. Знаете, пред 2-3 сата дека Иран испрати Фатах 2 хиперсонични проектили на Кипар, на британските бази во Кипар. Во Кипар! Довде им дојде. Мој, па преку мој. Со ова што им го убија лидерот, заедно со керка му, зет му и внуката. Им ги убија. И вие треба да сте доволно глупи да очекувате дека апелите на тој кловнот до иранскиот народ дека нешто ќе допрат до нив. Демек, ја сум за ваш бекап, вие само тука се во стание, ослободете, турнете го режимот, готово стануете. Не знам која тамо Република Америчка поред. Мислите дека после ова некој ќе биде на нивна страна во Иран? Под животна закана 90 милиони луѓе, под закана за окупација да си ја изгубат слободата и вековната држава што имаат, традиција, култура, итн. Историја, имате како јаготка на шлагот на тортата, им губија лидерот на таа држава кој што владее тамо од 1989 година, заедно со пола семејство. И вие треба уште да бидете као клено и да се фаќате на мамец дека тоа дека нечи изјави на некој клон дека некој ги слуша таму Иран. Не бе, го добивте одговорот инстантно. Инстант го добивте одговорот. Кипар, ракетите Фатах 2, прв пат ги употребуваат во офанзивни дејства. Знаете тоа што значи? Хиперсонични ракети. Градче у близина има забрана за информации, но стигаат информации, има начин да се гледаат тие снимки. Цел град у близина на Тел Авив е речиси сравнет со земја. Каков Айрон Дум, железна завеса, какви бакрачи. Сравнете со земја со хиперсонични ракети. Тел Авив, Израел прогласи вонредна состојба. Најголемата болница у Тел Авив е срамнета со земја. Треба да се ситиме сега сите и на тоа, да ме кеве брам. Не. Ама мислам дека светот ја премина црвената линија. Многу ја премина. Како тргаат ракетите Фатах 2 на Кипар, на британските бази во Кипар се нападнати со Фатах 2. Знаете кога ќе спречите Фатах 2 ракетата, ќе ја пресретнете? Никад. У стратосфера иде вака и добија на огромна брзина и вака се спушта под агол од 90 степена. Динг! Знаете кога ќе ја пресретнете? Шо иде тамо не знам колку десетина маха. 8-9 пати повеќе од брзината на звукот. И некој и вие се ставате на нечија страна да викате браво. Пола саат од кога почнаа нападите, тоа закажував на британските бази на Кипар, се огласи Кина. Кина, знаете ли тој нивниот исто лидер CG, шо му порача на Кловнов? Знаете изјавата, видете, најдете на вакво, на YouTube, видете, слушнете, има превод на изјавата. Знаете шо му рече? Прекинуе со нападите, ние влагаме во војна.
Уште браво ќе викаме за кловнот? Уште браво ќе му правиме? Абе, ало, док. Знаете ли кај срља светов, бе? На кај оди, бе? Сега доволно Кина да упати напад еден да направи на Тајван и толку ќе биде. Толку? Таман ќе ги дефокусира овие од Иран, и одма ќе им стане јасно каква глупост, колку се прииграле, ќе тргна Тајван да го бранат. Браво, Куров, Палов, ние за вас напред победуеме. Ало бе. Кога злото ја презима конците на играта, вакви мали земји како нас, и поголеми, и секакви, треба недвосмислено да застанат на страната на разумот, не да бираат страна меѓу агресорите и агресираните, него да ја заземат страната на разумот. Како сакате кажете која средината, да кажеш чекајте, застанете. Ова е најциничниот, како не знам како да кажам, најподмолниот напад, ја мислам, што го има доживеано една држава у последниве не знам колку децении. Зато што завчера беа преговорите у Женева за постигање договор, не знам, ограничување на нуклеарна програма, појма немам што, мир, ке си подадеме рака, имаше позитивни вести. У меѓувреме носачите на авиони шибаа тамо према Ормускиот прелаз, у Индиски океан, тамо се стационира, кај сегде се стационира тамо 13-14 носачи на авиони. Додека вамо сликаа новинари, браво, еве договор, кима нема да има војна. А шо мислите, дека Иран глупи беа тие? Хамнеи и компанија околу него мутаи беа, стварно поверуваат дека овие договор, а носачи видат натака. И нормално се случи што се случи, Иран ги пречека спремни. 10 пути поспремни од некој што очекуваше дека ќе бидат спремни. Фатах 2 се лансирани. Знаете каква порака е тоа? Од страна на Иран? Не. Ваква им бе пораката. Не. Нема сега со вас да се справуваме со нашите прокси сојузници. Хутите, јеменски, Хезболах, Куров, Палов. Не. Сега имате директно соочување со нас. Со нашето најмоćно технолошки најразвиено оружје. Ај сега да видам. Кога ги рокаат базине у Бахрейн, на она вештачкиот полуостров, како се вика Емирати, кај што се овие нашиве тамо, Дубај, овие. Знаеш како ги рокаат? Кувајт, денеска, Кувајт, американската база, денге! Како бе, шо? Шо мислите, дека е народ стар со векови, древен народ, дека ќе дреме вака, ќе седи додека ти го удараш вака у нос? Доста бе вие нормални. Не е ова ни Мадуро, ни Венецуела, ни Палестина, ни кој. Човече, Иран, технолошки моćна држава, просто кажано, кој што сака да кажа, може да замислуе, не како изне како го има замислуено Иран, муливе шетаат, за овие забулени сите, хиджаби, миджаби, поима немаат. Не знаат, немаат ни топла и ладна вода, не знаат како се уклучува. Бољер немаат, уште не знаат. Сериозно технолошки развиена држава со сериозно развиена воена индустрија, ракетна индустрија. А шо ако искочат точни предвидувањата од пред 4-5 месеци, некој аналитичари амерички што и кажува дека Путин више од пред уше година дена им доставил орешник ракетите? Шо правиме ако е таа точна информација уште пред помалце од година дена ја кажува некои амерички тамо аналитичари? Шо правиме? Знаете каква одбраната од орешник? Никаква. Знаете дека понекогаш боле викаат овие што се разбираат од тие оружја,
тактичка нуклеарна бомба да те погоди отколку орешник, кој што не е нуклеарна, нема нуклеарни глави. Ами има 6 до 8 боеви глави. Со огромна моќ. Но не се нуклеарни. Има брзина од 13.450 км на саат. 13.450 км на саат. 10 и кусур појма немам колку маха се тоа. Пресретнување ни другиот понеделник. Ете, не знам. Се чудам понекојаш на нашава епска глупост. Во вакви ситуации на епски гнев не ни требаат некои работи. Полека. Згази на земја со 2 нозе, одмери, застани на средина, ама понастрана, за да не те изгазат кој си меѓу нив, не меѓу нив, него на средина, ама понастрана. Умерено, полека, дечки, смирете се, еве, апел, дај, смирете се. Светов не оди у добар правец, зна? А не браво. Браво, на кого? На тој што може тебе утре да ти изгази. Тоа ќе излегува само глупав. Ако мислиш дека тој големиот утре ќе се сети на тебе, кур ќе го боли. Тоа е. А ова, никој нека не мисли дека ова нешто што ќе заврши за 5 дена и така наречениот режим во Иран ќе падне, затоа што после 40 и колку години тамо, 7 години, дека така ќе падне. Пошто ете така се нашол некој кловн што решил да го нападне, заедно со друг таков кловн и уште неколку други помали кловнови, и овие 47 години што владеат со Иран, што го направа технолошка суперсила, кречат важи, што и на кој што им го убија лидерот, со пола фамилија, ќе кажат, важи бе, нема проблем, стварно, па ние сам, влезете слободно, ние ќе се тргнеме, ќе сидеме, вие влезете, направите си режим каков сакате по кеф, стајте американци, само стајте, нема проблем бе, си одиме, доста беше, 47 години владеевме, па дојден се досадиве, влезете слободно. Влезете, главнот не го очекуваше ова. Не можеш ти со народ кој што има древен ум, древна колективна мудрост собрана, кој што векови владеел у други цивилизации, во други ери, во други. Не можеш со него да си игра курот еден кловн, што од бизнис потака ништо не разбира. Не можеш да си играш со неговата логика. Не можеш да ја потцениш неговата желба за опстанок. Не можеш да го потцениш неговиот адреналин, што ќе бликне у моментот кој ќе се осети загрозен, се она што неговите предци го граделе со векови, кој ќе биде ставено под знак прашање. Тоа треба да си идиот кловн тоа да го превидиш и да мислиш дека овие така ќе остаат. Ќе си ода за ти да дојдеш тука, да земеш нафта што има тамо све, ураниум, курсе, тресе, плуј, да си идеш. Не иде тоа така. И древниот ум што направи? Најнеочекуваното. Офанзива на сите можни фронтови околу него. Нема земја која што е сојузник на САД која што не е атакувана. Еве го последното, британската, пази уште еден НАТО сојузник. Значи они сериозно не им се плашат. Значи Иран сериозно им нема фуфка. Нападна уште еден НАТО сојузник голем, британските бази во Кипар. Тоа е Медитеран, ти дојде од тука. Медитеран. Почеток на огромна регионална војна,
кој е шо. Сега, за тоцку, стана е светска. Така. Кина се јави, Путин уште мудро си ќути, а ви кажав зашо мудро ќути, затоа што им брца на овие иранциве, што треба да им доставува, и си седи на страна, па вие се ја видите. Така е доста ревком, чао.